најглупиот на цел свет, ќе ти го кажам. Што ти паметни ми кажи? Знаеш ли како Хрват нарачува супа на индијанец? Но магаре од Стојаково си пасе тревичка на самата граница. Караат американец, германец и србин. Добре, формула со 4 непознати. Леле, комшике, како ти го збирам еден ден. Поздрав до фамилија Топшаровик. Едит, I love you. Здраво живо народе! Welcome back! Добре дојдовте назад во Виц битка. Се немаме дружено долго време и вие мене ми фалите, а и видов дека и јас вас ви фалам. Добре дојдовте во една од избришаните, заборавените, оставените како сираче настрана епизоди или една од главните и една од гранде финалињата на Виц битка. Веќе е лето и веќе мораме да ја привршуваме оваа сезона. Долго време ја чекавме оваа епизода и реално овој човек сега после тоа што се случи не можам да го роустам. Веќе втор пат ја снимаме оваа епизода затоа што од првата епизода сега ќе видите што ни остана. Да, смешно беше. Добра епизода, реално, 30 секунди, може и помалце. Ова Виц битка е поддржана од Моцарт и нормално се разбира дека веќе е многу жешко, можете да се разладите со еден златен дап амбер или да си нарачате лежалки од ананас затоа што треба да се оди веќе на одмор. Тешка битка ќе биде ова. Земете нешто благо од витаминка затоа што ќе ви падне шекерот. И нормално, верувам дека ја гледате во 6К затоа што имате телевизор од Нептун. Не можам да го роустам овој човек, затоа што повтор пат ми е во студиово, првиот пат имав многу добар роуст за него, ама овој пат мислам дека само тој ќе ме роуста. Епа, за оние што не им беше јасно што правевме муавет, да ви објаснам дека ја овде бев пред 5-6 месеци и тоа требаше да бидам меѓу првите гости на Виц битка, ако не и прв гостин. Дојдовме, снимавме, беше забавно. Ми се допадна концептот. Се изнасмеав на вецовите на Стефан, па и он на моите. Се враќам за Скопје. Поминува 15-20 дена, си викам, кога ќе почне Стефан сега? Нели една од првите епизоди? И почна е Стефан, некој друг гостин има. Што е работа, викам? Да не му се свиѓа вецовите, да не е добро нешто. И ми пишува Гоце Трајковски, режисерот, кој некој пријател со Даре дете. И ми викам, мајстро, шо правиш? Викам, добро си, што е работа? Абе, тоа нешто што си снимал у Велес, му викам, што? Епа, нема ништо. Како викам, нема ништо? Така, нешто не стиснале, не уклучиле, нема ништо. Викам, ти од кај знаеш? Па Стефан ми се јави. Па што ли ми се јави мене, Стефан? Па сраму е, не сме, ти се јави. И ја му се јавив на Стефан. Добро, викам, шо бидно се правам будола дека не знам што. Поеде ме твоја срамота. Као што гледате покрај мене, значи се враќаме со минус 16 кила, тоа значи дека 6 месеци го немам видено бейкин бред и само за таа работа сум многу тажен, искрено да ви кажам, ама добро е, мора да се слабе, брада чувам затоа што уште имам подбрадок од тука и си ја средувам со Philips One Blade за да не се гледа дека уште ми е подбрадокот голем. Дечки, мислам дека гранде финалето заслужува да се игра повеќе од 3. Ке видиме кај ќе не однесе патот, ќе видиме на кај ќе не однесе епизодата. Моментот што сите го чекавме, човекот кој што 30 години отвара, затвара манифестации во оваа држава, човекот кој што секогаш е тука, човекот кој што и кога не треба да биде тука, он е тука и човекот кој што буквално 40 години кажува нови вицови, сам си ги измислува, у Дојран седнуе и само вицови пишува и вицови слуша и со другар му Тони Михајловски цела кариера на вицови имаат направено и по некоја песна. Маестро Игор Џамбазов, дами и господа. Акцион? Ајде. Чекај, лаве, ако барем еднаш си се насмеал на досегашните Виц битки, стај лайк, стај шер и стај субскрайб. Ајде акција, добре ми дојде по втор пат.
Може и не требаше да се поздравам со тебе, ама да. Не бе, еве, конечно. Србите викаат поедеме туѓа срамота. Тебе? Не За заради мене. тебе. Знам, бе. Ти знаеш, моја срамота како ме На крај ќе поела. раскажем, на крај. Не бе, па ти на Ја почеток ќе ќе те роустам раскажам. тебе, а ти дур ме роусташ мене, јас сум во Демир Капиев. Ама што ја не можам, што ќе те роустам ја после тоа? А? Нема што да те роустам веќе после Не, тоа. нема што да ме роусташ. Не, имам. Не, ако си ги читал книгите, има, ако не си ги читал, Имам. нема. Гледај сега, пошто втор пат ја снимам. Сега име со други вицови, тоа е, јеби га. Добро. Ќе ти дам да одбереш дали сакаш да одиш прв или ја да бидам прв. Правилата ги знаеш, не смееш да се насмееш. Немам намера. Прв ќе видам. Тања Кочовска, парт 2. Леле. Сакаш да одиш? Ајде одбери кој ќе е прв. Две братчиња, Он оди прв. едното 5, едното 4 години, си прават муавет и постарово му вика. Знаеш ли што сум нашол вчера во спалната соба на мама и тато под радиаторот? И му отме. Што? Презерватив. А Марио вика. А што е тоа радиатор? Абе, ако планираш со вакви падаме, шамараш. Значи, минатиот пат ти кажам. Значи, Јас сам си се смеам на моите ама што се... Од планирано е вака сам да се смееш. Планирано е, не, тоа не Добро. се брои, уживај. Добро. Сега сум ја наред. Сега не се смете никој. Еј, за тоа сте платени, немојте да играте вакво. Првата ти ја плати, втората джамба. Ва е паметна шега. Не ја знаете. Зошто фотографиите на Драган Тапшанов се поубави кога ќе ги постира од тоа какви биле кога ги фотографирал? Обре, формула со 4 непознати направени. Ајде кажи зашто. Знаеш? Не знам, зашто? Много е глуп. Затоа што е заљубен у Едит. Поздрав до фамилија Тапшанови. Едит, I love you. Добар е. Паметен виц. Добар, добар. Знаеш колко време ми требаше да си осмислам? А сам си ги смислиш? Жи ми се. Добро. Ајде, Одиме ти на си. двојката? Одиме на двојката Spider-Man 2. Знаеш дека јас сум заљубен во едно село што се вика Стојаково. Знам. За тие што не знаат, се наоѓа на границата кон Грција, малку подолу од граничниот премин на Богородица. И сега ово се случува рано, се бајле у 5 сато. Едно магаре од Стојаково си пасе тревичка на самата граница. Го даре дете исто. Си Се насмеа. пасе зелена тревичка, пасе, а дига главата и од грчката страна му приваѓа една зебра. И стојачкото магаре гледа зебрата го гледа магарето и по едно време зебрата му вика на стојачкото магаре. Шо животно си ти, бе? А стојачкото магаре и вика: Со обличите о пижамите да видиш. Шо животно сум јас? Абе, не смееш ти на диалект да ги... Значи, шо се... Леле, соблечи тоа пижамите. Соблечи тоа пижамите, не? Дај да чуjem, hit me. Абе, со шо да те хитнав со микрофонот, за да те хитнав, за да те хитнав. Ја имам микрофон. Уф, леле, знаев дека ваки бидат мачно. Најглупиот на цел свет ќе ти го кажам. Па ти паметни не кажеш. Знаеш ли како се вика пајак што знае да плива добро? Не. Кајак.
Ајде, колко е глуп, не ми се вери. Значи не може. Не, реално. Се наспеа, бабуса. Се наспеа? Ми призна. И па добро. да си одам. Не. Едвај. Добро, ја ќе кажам уште еден што не е глупав. Ајде. Далматинец и прилепчанец во воз. Шат. Одат на кај морето. Сами у купето. Се запознали у првите пола сат. Лука. Јас сум Лука. Јас у Рампе. Одат на кај морето, возот. Клјанг, клјанг, клјанг. Последно пола сат, далматинецот вади едно лепче домашно, такво. Кајмак на него. Почнува да јаде. Кајмакот тече тоа, така. Прилепчанчето вади та жутата кеса. Крајче од лепче, ајбарче на него. Пljап, пljап. Јаде. Кјута. После 2 сата пак далматинецот. Лепче, кајманче, пршутче едно, ше едно пршутче. Јаде. Прилепчанецот. Кришка леп, ајбарчето. После неколку сата, па далматинецот. Лепче, кајмаче, пршута, суврат, босилок, винце црвено. Прилепчанец, лепче, ајварче. Јаде и далматинецот му вика: "Ух, бреал се раните ви македонци." А прилепчанецот му вика: не, че го евам, че ще едам сега." Овој ми го кажа пред да дојде. И среќа што ми го кажа пред да дојде. Значи не може на дијалект да кажуваш. Може би зошто? Ја треба тоа како правило требаше да го ставам, заборев. Да го ставиш од другата сезона. Не, вој е ко за тебе. Ајде. Знаеш ли како Хрват нарачува супа на индијанец? Не. Јуху! Šta znaš? Ovoj vic je od toj što ja zajedno prethodната епизода, знаеш? А, тебе ли? Да гледаш дека да седи се смее, сега си замине по. Да, сега си. Ајде, тепај ме више, тепај ме. Не, бе, има време. 6 сат сабајле. Жената го чека мажот, го нема. По едно време, отвара полика. Ова го чека со сукалото. И му вика: "Добро е, кај си да се?" Бев малце на шах. Он вика: "Каков шах, бе, идиот, еден смрдиш на ракија." А он вика: "Па на шо да смрдам, на шах?" Се караат американец, германец и србин, чив народ најдолго живее. И одат прво у Германија и наоѓаат 98 години еден. Чиче, ти како долго живот? Да, долг живот, ја вика, знаеш, најстар ја од фамилијата највише избуткав. И германецот вика: "Еве, гледате ли, 98 години живеат." Добро, ајде, одиме у Америка, и пишува ваму. Германец 98. Одат у Америка, најстариот го наоѓаат. И најстариот бил 104 години. И чиче, ти живее? Да, бе, вика, ја најстар у моја фамилија, вака така. Пише американец, сите горди. Американецот 104 години. И одат ке Србинов. Барај, у една планина наоѓаат еден трча. Го запираат, абе, колку години имаш тој, вика, ни кажа, некој стар имало тука, вика: "Да бе, јас сум најстар", вика. Ја колку имаш, вика, 84 години. Најстар си, вика. Па зашо ви треба? Па вика: "Ништо, готово се Србинов тажен", вика. "Да, ништо, Србинов 84, бе, најмалку од сите", вика. И саман да сјоат мојка брата: "Зашо трчаш, бе, ти 84 години? Ај што ме заеба, овие што отиде кладба, ти шо трчаш?" вика. "Абе, не, вика, не можам со дедо ми да се расправам дома преку."
кој е црногорски рекорд на 100 метара? 58 метара. Брат, сега оди одбери се. Оди одбери се. Не, ова не беше планирано. Ова е гениално. Иде една бабичка, стара. Моја И- годиште, така? Тоа на Инстаграм, кога прочитав, извини, ќе умре, вика вака. Ми се пушта една на Инстаграм вчера, теткица, мои години. Теткица мои години. Ева баба, вика мои години. Повери. Не, постар, некој 75-6. И иде на лекар и носи нели мокраќа едно друго што треба се провери и го остава, вика. Ја вика за мокраќата сум синче. Ајде вика бабе, ја зимам мокраќа, гледа. Бабе вика, бе. Ова не ти е вика. Нема мокраќа, вика, ова е зејтин. Зејтин. Леле, за тоа ми изгореа мекиците со бајле. Се насмеа. Не. Се насмеа. Вар, Се насмеа! вар. Не ми ба... Мислам се. Абе, се насмеа, шо? Вар, не признам. А зап дали му се види? Мислам дека му се дај да видиме. Зап ми се виде. Вар си барам Вар. челенџот, си го користам да видиме дали се насмеа. Не. Добро, бе, 15% се Не, сме. не. 15%. Не. Едно скопско шконтерче у зграда ше живее на 4-5 спрата, цел ден на терасата, па и се уселува у зградата една нова, ама добра, путка, добра. И ја загледал уште од првиот ден и од тераса. Добро утро, комшијке! Комшијке! Чудно, нели? Следниот ден пак. Леле, бе, комшијке, ракета си. Леле, комшијот, си директен тоа. Третиот ден. Леле, комшијке, како ти го збирам еден ден. Комшијот е мала. Четвртиот пат. Комшијке, еден ден. Кога ќе те грабнам. И ова трае со денови, он ја малтретира и еден ден ова за рука, кај неа у стан број 5, затвара врата и му вика, ајде бе, а он не вика. А комшијке не сме се разбрале. Ја не сум ебач, ја сум Мераклија. Имаш уште или готово? Доволни се? Испозорите ништо, носи ги. Не, Моцарт не сме да падне. Еден напишал некоја будала. Бетовене, сине мој, пропал си начисто. Угледај се мало на Моцарда, има кладионице, има чоколадице, свашта има. Да си ми жив срце моје. Морам да те пофалам да ти кажам дека ова беше стварно оригинална сезона. Фала ти многу. И мене ме возбудува кога некој мој колега прави нешто што е за прв пат и што е оригинално. Значи нема човек што не ме прашал, слушај бе, ти кај Стефан Николовски не си? Како бе? Ти шамомија си! Кој не бил, бе, вика? Кој не бил? Како не бил? Јас сум бил највеќиот. 6 пати доаѓа, бе, два го снимивме. Пријатно ми беше, убаво ми беше. Исто и мене, фала ти Најпријатно многу. ми е заради тоа што знам дека сега одма си одам за Дојран. Да. И ти предлагам да дојдеш во Дојран да чуеш малку дојрански вици. А ти ќе ми ги кажеш шо? Еве еден. Не, за- ја еднаш- еден за крај ти кажам. Ај. Имаме еден пријател, Гело. Добро. Гело е добар масер, инаку е рибару професионален задругата. Фаќа перки, фаќа кострежи, се што има тоа. И работе се снаваѓа човек. И почнал да оде у кладионицата. Никој пат, ни фудбал гледал, века, ништо, почнал со ливчето. Ке уплате, ке излезе, ке плате, ке излезе. И секој ден. И ве бара бе дојрански. Геро! Факиш ли нешто бе? Ој. Факем караш. Да дојдеш, многу се духовити, многу се такви луѓе што имаат 330 сончеви Да. денови во годината, се насмеени, имаат многу дух во себе и ќе чуеш на дијалект вистински вицови.
Беј сам ја уживам со нив, па Сакам да направам Затоа следна и сум- сезона со луѓе што рандом, што не се познати, да дојдат Така, тука, така, дојранчани, да мислеј, донесам си ми ја битолчани, кажал, да. такви имам тројца во. Е, па тоа ми Тоа е. треба. Тоа. Сега минатиот пат кога бевме беше Обично луѓе да лудница. кажуваат вицови и ти гарантирам дека половината ние не ги знаеме. Да, Тоа сигурно. се ептен локални вицови кои излегуваат само под претпоставка ако некој како тебе или како мене ги чуе, па ги Да, изнесе да. надвор од дојран. Сега е тоа 100 пати полесно заради YouTube, заради Instagram, Нормално, заради нормално. Facebook и така. Фала ти многу уште Супер да еднаш. си ми жив и здрав. Тоа е тоа. И немој да си ми викнал уште еднаш. Не бе како викаеш. Milojem drago na koji dućan da imam što mi je. Milojem drago na koji dućan da imam.